да му најдеме нова детвачка. Едукативни, поучни, смешни и никогаш досадни македонските народни приказни повторно на македонската радиотелевизија. По долгогодишна пауза почна да се снима новиот телевизиски серијал во продукција на македонската радиотелевизија. Приказните ќе се базираат на собраните дела на Марко Цепенков, а во екипата покрај добро познатите актери се вклучени и нови таленти. Македонските народни приказни биле белег на македонската радиотелевизија, така и ќе остане понатаму. Оно што јас би го изјавил дека македонска радиотелевизија нема да запре само на снимање на македонските народни приказни, но ќе продолжи понатаму да инвестира во сопствената продукција, што значи дека наскоро гледачите на македонската радиотелевизија, целиот аудиториум во Македонија ќе биде изненаден со нови продукцијски дела од тука. За режисерот на новиот телевизиски проект Миле Гроздановски и за актерката Шенка Колозова, која се појавува како сценарист, повторното снимање на македонските народни приказни представува телевизиски проект кој почива на една традиција, на еден фундамент кој не смееме да го запоставиме. Тоа е четливо, што секој наш човек би сакал да го гледа. Ентузијазмот може би вистинскиот ми недостасува, ама го надоградувам тоа со својата работа, со оно што сум го ветила дека ќе го направам, јас го правам и сакам да биде добро направено, колку што може. Во приказните продефилираа плејада македонски актери и актерки, кај некои од нив се уште е присутен истиот ентузијазам и елан за работа. Како потек сега на македонската телевизија, мислам дека ќе биде добро и ќе биде успешно. Мислам дека понатаму екипата е собрана, има млади колеги кои што ќе учествуваат. Сето тоа подновено со нови сили, мислам дека ќе биде добро. Царот на македонските народни приказни за жал не е повеќе во ликот на Ѓорги Колозов. Можеби за Александар Микич ќе биде тешко да излезе оценката на Колозов, но со неговиот лик ќе остави нов белег на една нова генерација. Ја мислам дека е тоа за поздравување, навистина, бидејќи македонската телевизија одамна нема собствена продукција, што е правила, а има ресурси тоа да прави, значи има и студија, и кадар, и камери, техника, значи се, а сепак не се прави ништо, така да ова е за поздравување, нека биде прв чекор во следната нивна продукција. Македонските народни приказни, гледани од неколку генерации во последниве 2 децении, имаат допир со историјата, културата и со традицијата на македонскиот народ. Приказните првите реализации ги имаа во 70-тите години на минатиот век. Многу генерации се едуцираа за вечната традиција, народната мудрост и правдината, обичаите и за древните времиња и навики, а на оваа фабула почива и новиот серијал.